Беше тоа на 26. април 1923 година кога е убиен Никола Јуруков, македонски револуционер на ВМРО, раководител на македонските федералисти и редактор на вестникот Автономна Македонија. Во национално-ослободителната борба на македонскиот народ се вклучил во 1913 година. Бил председател на Костурското братство во Софија. Со своји лични средства ја финансирал Македонската федеративна организација во која бил раководен деец. Бил нејзин задграничен представник во Женева, каде што ја представувал организацијата пред Друштвото на народите. Бил убиен во некоја кафеана во Софија по наредба на Тодор Александров. На 26. април 1935 година е родена Зора Ѓорѓиева, македонска глумица, првенка на Народниот театар Антон Панов во Струмица. Од 1953 до пензионирањето во 1996 година работела како глумица во Струмичкиот театар. Имала одиграно над 150 улоги. Во 1988 година од ревијата Екран била прогласена за глумец на годината. Во 1996 година ја добила наградата за најдобро глумачко остварување на фестивалот Ристо Шишков. Била и трикратна добитничка на годишната награда на Струмица и награда за животно дело на 36-тиот фестивал Војдан Чернодрински во Прилеп во 2001 година. Беше тоа на 26. април 1958 година, кога е роден Никола Кокан Димушевски, македонски музичар, клавиатурист, познат како член на бендот Лебисол. Роден е во Скопје, Кокан Димушевски првото по сериозно музичко представување го има во групата Лебисол, каде што активно учествувал во реализација на студиските албуми Лебисол, Лебисол 2 и Ручни рад. Со групата како гостин соработувал и на албумите Звучни зид, Путујемо, како и на живиот проект Live in New York. Во 1979 година, додека уште бил член на Лебисол, Кока Димушевски се вработува во забавниот и ревискиот оркестар на Македонската радиотелевизија, интересирајќи се повеќе за другите музички форми, најмногу за джезот, различни од она што го работеше во неговиот матичен состав. На 26. април 1992 година, владата на Република Македонија донесе одлука за признавање на Република Босна и Херцеговина. Беше тоа на 26. април 1992 година, кога Република Македонија монетарно се осамостои. Новата македонска валута доби име денар. На 26. април 1993 година Република Албанија ја призна независноста на Република Македонија. На 26. април 2017 година почина Мичо Поповски, македонски спортист, доајен на македонскиот кајак на диви води. Тој бил поранешен национален шампион во кајак на диви води во слалом и спуст, тренер, иницијатор и еден од основачите на Македонскиот олимписки комитет. Поповски е роден во селото Горничево, Ленеска околија во Иеска Македонија. Дипломирал како инженер металург. Бил председател на Сојузот на спортови на град Скопје, Сојузот на спортски федерации на Македонија и прв председател на Кајакарската федерација на Македонија по осамостојувањето. Како селектор на македонската репрезентација, бил учесник на 4 олимписки игри – Барселона, Атланта, Сиднеј и Атина. Бил добитник на наградата 13 ноември на град Скопје, а повеќе пати е одликуван со награди и признанија од Светската кајакарска федерација и Меѓународниот олимписки комитет. Бил и председател на кајак клубот Илинден 90-та, кога последните неколку години активно бил посветен на развојот на младинските категории. Дваесет и шести април е Светски ден на дрвјата и Светски ден на интелектуалната сопственост.